Во редот од книга јас не сум те сретнал. Јас не сум го видел ни образот твој да стои над зидот. Но прв пат те сетив во сказната чудна на дедото мој. Ја базам јас спомен априлската вечер со потаен шепот во малиот двор, со многуте сказни за Гоцета Делчев, што растеа снажно в дедовиот збор. Минуваше тогаш 38-та година, кога во доцниот час го кренаа тате, кога јас му носев во затворот ручек со залипнат глас. И знам таа вечер, крај тревата мека ти, дедо, ми раскажа еден расказ долг. Почнуваше: чедо, и тебе те чека судбата наша, но те пазел Бог. 80 лета од грбот ти сметна, а пред мене се јави ко смел јунак млад. И видов сал солза во око ти светна, и видов сал здивна низ нестивнат јад. И слушав јас, слушав за судбата наша, на маките робски бескрајниот ред, за нашиот народ што сеедно праша дал еднаш ке има слобода и леп. Јас слушав и прашав: зар ова сето е на вистина така? Зари домот мој на другом опаѓа? Зарем не е светот создаден за сите, за радост и бој? Но потаму дедот запра и тогаш сам животот суров, несностите дни продолжија да ми говорат за Делчев. Јас низ нив го гледав неговиот лик. Тој, ликот на Гоце, се вееше гордо на знамето наше во тешкиот час. Ни земја, ни кога тевтонските орди пируваа диво со дивјашка страст. За прв пат јас тогаш Делчевото име извезено в срма на бајракот ал го сретнав, а беше бој крвав. Низ димот во бајракот поглед управував сал. Пак истите денови, во планинското село за Гоцета дочув од селанец стар, жив познаник негов со набрано чело. Зборуваше многу со гнев и со жар. Од расказот негов за личниот орел, сал едно се вгнезди во споменот мој. Сакајте го Гоце, тој за вас се борел. Тој за вас го даде и животот свој.